Покачувањето на платите од 5% во Министерството за внатрешни работи за Синдикатот на полицијата на Македонија е срамно и самозамајување на јавноста. Председателот на синдикатот реагира дека не станува збор за никакво покачување, туку само порамнување на платите во полицијата со минималната законска плата поради избегнување на можноста од тужби во иднина. Платата на полициски службеник изнесува точно 22.787 денари, а со покачувањето за некој месец, платата за полициски службеник изнесува точно 23.883 денари, значи околу 1.100 денари покачување. Само да појаснам, во оваа сума од 23.883 денари влегува и додатокот од 30% овластување заради посебниот ризик на работното место. Значи, ако го одбиете и овој додаток од 30%, ќе дојдете до некоја сума близу 18.000 денари, колку што во моментов изнесува законски минималната просечна плата во Република Македонија. Според Коцевски, ова е непочитување кон професијата и бараа да се исполни барањето за 1 бод 1 евро, во превод колку бодови во моментот има полицискиот службеник, толкава сума на пари во евра да биде основната плата. И ова решение зависи само од волјата на првиот човек на МВР. Коцевски реагира дека поради некоректниот однос кон вработените, се повеќе службеници во МВР ја напуштаат полицијата. Најавуваат дека ќе продолжат со притисокот кон институциите и не ја исклучуваат можноста за протести. И од Сојузот на синдикати на Македонија бараат зголемување на платите за 18,4% согласно закон и да нема манипулации со паушални зголемувања. Владата на седница веднаш да донесе одлука за зголемувањето на платите на вработените во јавниот сектор за 18,4% согласно согласувањето тврдено со законот и да не прави дискриминација на своите вработени со паушални зголемувања од 2, 3, 5, 10 или 15% со што прави обид да го минира генералниот штрајк, а прави уште поголем револт кај вработените. Штрајкот на ССМ во јавниот сектор започна на 6 јуни, а повеќе од 2 недели синдикалците беа на улица пред институциите поставувајќи ги своите барања. Власта не ги послуша и во собранието владеачкото мнозинство не го изгласа амандманот за линарно покачување од 2.806 денари на сите вработени во ребалансот на буџетот. По ова од ССМ одлучија да продолжат со штрајкот и најавија колективна тужба против државата.